Добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата за денешната пресконференција е предлог измени на законите за туристичка и угостителска дејност како основ за поголем раст на туризмот и приход во вкупната економија. На денешната пресконференција се присутни и господин Славе Сирачевски, заменик председател на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија, господин Асим Меджедовиќ, член на Сдруженијето за угостителство и туризам при комората, и господин Бранко Босилков, исто така член на Сдруженијето и воедно председател на Сдруженијето на туристички водичи и придружници на Република Македонија. На почеток, пред да им дадам збор на нашите учесници на денешната пресконференција, јас само ќе дадам краток вовед во темата за денешната пресконференција, тргнувајќи од статистичките податоци за секторот туризам и угостителство. Заклучно со 9 месец 2017 година, статистиката евидентира раст на бројот на туристи за 16,7% споредено со периодот јануари-септември 2016 година, и за истиот период имаме пораст на ноќевањата за 12,4%. Јас не би навлегувала повеќе во статистички податоци, бидејќи тие ги имате исто и пред вас. Би сакала само да акцентирам дека ставот на Сдруженијето на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија е дека има можност и дека има основ туризмот и угостителството да учествуваат со уште поголем процент во вкупната македонска економија, чие учество сега се движи на помалку од 2% во бруто домашниот производ. Меѓутоа, на терен членките на Сдруженијето за угостителство и туризам на сива економија во одредени дејности. За таа цел, а во насока на зголемување на учеството на туризмот и угостителството во вкупната македонска економија, Сдруженијето за угостителство и туризам иницира измени на основните закони за туристичката и законот за угостителската дејност, мислејќи дека на овој начин ќе се подигне и нивото на работата на правните субјекти што работат во секторот туризам и угостителство, и тоа би било основ за намалување на нелојалната конкуренција и сивата економија. Би сакала да ве информирам дека минатата недела Сдруженијето за угостителство и туризам организираше тркалезна маса со нашите членки, но и со представници на надлежните државни институции, со представници од Министерството за економија, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Министерството за труд и социјална политика, кабинетот на заменик председателот на владата задолжен за економските ресори, како и надлежните инспекцијски служби, Пазарен инспекторат, Управа за јавни приходи и туристичките инспекции на град Скопје и на град Охрид. При тоа разговаравме за тоа што би требало да се промени, каде се проблемите со кои се соочува овој сектор, и дојдовме до констатација дека ќе бидат од страна на Сдруженијето и угостителството, Сдруженијето на угостителството и туризмот при комората, ќе бидат иницирани измени на двата матични закони во следниот период. Што конкретно ќе предложиме да се менува во овие два закони, повеќе ќе слушнете од нашите учесници на денешната пресконференција. На почеток му давам збор на господин Сирачевски. Повелете. Благодарам. За надминување на проблемите на туристичките агенции и туроператорите од аспект на нелојална конкуренција и можноста за елиминирање на сивата економија, се иницираат измени на законот на туристичка дејност, и тоа: под број 1, воведување на релиценцирање, односно обновување на лиценците за работа по одреден период за 2 или 3 години. Целта е да се обезбеди систем на само контрола на пазарот во услови на преоптовареност на инспекцијските служби и неможноста да се постигне контрола на сите дејности кои ги има под своја надлежност пред се на Државниот пазарен инспекторат. Под број 2, измена на моделот на функционирање на туристичките агенции со А и Б лиценци. Вие знаете, до сега постојаат два вида на лиценци, само А и Б. Поделбата во иднина да биде на агенции кои ќе работат организација на патување или туроператори, така кажено, и продажни агенти или туристички агенции кои само ќе ги продаваат аранжманите изработени од туроператорите, односно организатори на патувањето. Ваквиот концепт на работа постои сега моментално во Србија, во Хрватска, во Словенија, во Бугарија и во повеќе земји во Европа. Проблемот кој сега постои на пазарот е што туристичките агенции со Б лиценца, поради низа пропусти, како и во услови на отсуство на релиценцирање и континуирана контрола, организираат патување и вршат активности
за кои овластување имаат само туристичките агенции со А лиценца, што создава нелојална конкуренција. Дополнително, туристичките агенции со Б лиценца работат со помал број на вработени и имаат помали издатоци по основ на даноци и придонеси. Под број 3. Гаранција за работата на туристичките агенции да биде само банкарска гаранција. До сега постоеше еден вид на некоја гаранција од осигурување, но тоа не е доволно. Да не постои осигурителна полиса. Сметам дека на ваков начин и сериозноста на оние кои работат во туристичкиот бизнес ќе биде многу поголема. Под број 4. Да се воведе осигурување на аранжманите, за да се обезбеди уште поголема самоконтрола на работата на туристичките агенции. Вака заокружен процес ќе придонесе за природна селекција на пазарот, поголема гаранција према туристите и издигање на квалитетот. Во светот и пред се во Европа туристичката дејност е регулирана со овој вид на осигурување. Под број 5. До дефинирање на основната дејност на туристичките агенции наспроти дејноста на автопревозниците, што е основ за нелојалната конкуренција и сивата економија. Значи, постои неусогласено на Законот за туристичка дејност и Законот за превоз на патен сообраќај. Превозниците кои имаат регистрирано основна дејност патнички транспорт имаат можност да работат и како туристички агенции со истите вработени, што невозможува стимулирање на нови вработувања. Во моментов во Македонија не постои регистар за лиценцирани компании кои вршат превоз на патници, а кои по тој основ може да како дополнителна дејност да вршат туристичка дејност. Од друга страна, 519 туристички агенции се евидентирани во регистарот што го води Министерството за економија, од кои се проценува дека дури 100 работат со основна дејност патнички транспорт. Под број 6. Измени на општите услови на патување, следејќи ги меѓународните прописи и стандарди, кои согласно трендовите претрпуваат измени и веќе во голема мера се некомпатибилни со услови на патување поставени од Законот за туристичка дејност. Не се почитува ни членот 6 од Законот, согласно кои спортски и синдикални здруженија, културно-уметнички здруженија, друштва, здравствени, социјални, образовни установи и хуманитарни и верски организации може да организираат туристички патувања за своите членови и членовите на нивното потесно семејство. Само тоа би требало да биде само преку туристички агенции. При тоа не можат јасно да огласуваат и рекламираат туристички патувања, освен известување на членовите нови организации и установи. На терен постои сериозно непочитување на овој член, зашто од голема важност е преземање соодветни контроли на терен или пак до регулација на членот од законот со кој ќе се бара здруженијата и институциите што организираат вакви патувања да доставуваат копија од уплатата на хотелите или ваучер. Приватниот сектор, значи домашните и странските туроператори се соочуваат со сегашниот правилник за субвенционирање кој што е комплициран, обемен и доста сложен. На крајот од криштата не ги дава резултатите при процесот на исплата на тие субвенции и добивање на тие субвенции. Има неколку основи кои што и неколку детали кои што треба да бидат иницирани за да овој правилник биде изменет, за да не ги содржи овие недостатоци и овие комплицирани работи кои што се веќе сега постоечки и кои што доведуваат до огромни проблеми при постапката за добивање на субвенции и при постапката при документацијата, при комплетирањето на документите кои што се потребни за да се добијат овие субвенции. Овде би посочил дека се наложува на странските и на домашните туроператори да дадат доказ за платена туристичка такса кои што хотелите треба да си ја извршуваат и тие да си ја платат. Се наметнува ова како доказ кој што треба домашните или странските туроператори тоа да го дадат. А ние даваме решение дека со платен износ за сместување во хотелите
тука може да содржи на таа фактура платена туристичка такса и сите останати даноци. Исто така се бара доказ за девизен прилив, кој што домашните и странските туроператори треба да го дадат. Рокот за поднесување на овие документи е само 30 дена, а известувањето за девизен прилив некогаш знае да потрае и 2 недели. Затоа бараме еден детал кој што би ги олеснил овие работи, да известувањето за девизен прилив биде доволен доказ дека средствата се исплатени како би ги испочитувале сите законски рокови. И на крајот би додал дека големите странски туроператори веќе имаат иницијатива и доставено барање до Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и Министерство за економија. Пред се мислам овде на Томас Кук, на Корендон и на останати светски туроператори, дека правилникот за субвенционирање треба да претрпи промени или да се иницира донесување на нов правилник за субвенционирање по моделот финансирање на чартер летови. Такви примери имаме во многу светски земји, една од нив е Турција, така да ова би биле решенијата кои што ги иницира нашето здружение, а се по препорака на овие големи туроператори. Во делот на работата на туристичките водичи, во последно време доаѓаме до едно сознание дека работата на туристичките водичи е еден важен сегмент во целата туристичка индустрија. Сакајќи да ги подигнеме стандардите, да го подобриме работењето, еве како што рекоа и колегите, во сите сегменти на туристичката индустрија правиме напори да обезбедиме подобри услови, подобри механизми и исто така и овдека преку 3 клучни моменти сакаме да ја подигнеме оваа дејност. Значи, зборувам дејност и користам терминологија затоа што треба да се сватат некои моменти од работењето на туристичките водичи. Со изградбата на номенклатура, работата на туристичките водичи е регистрирана како дејност, но во моментов туристичките водичи со стекнување на уверение и легитимација вршат оваа дејност. За да биде по сите прописи и по прописите кои што треба да ги прифатиме од Европската Унија, ова треба да прерасне, легитимацијата мора да прерасне во лиценца. Со самото тоа носи поголема одговорност, но носи и правила и услови за стекнување на лиценца и завршење на таа дејност. Значи, ние во 3 сегменти сакаме, правиме напор заедно со Сдруженијето за угостителство и туризам да го подигнеме квалитетот. Да се реши статусот на здравствено и пензијско осигурување на водичите. Оваа професија ја сметаме за општествено полезна, голема е одговорноста на туристичките водичи во презентацијата на културното наследство на Република Македонија и со самото тоа бараме изградба на еден статус каде што туристичките водичи паушално ќе можат сами да си плаќаат здравствено и пензијско осигурување, а пример за ова земаме од хрватскиот закон за туризам, кој што со право можеме да го земеме како модел и пример, затоа што таму има далеко отидено во сите сегменти. Втора точка, каде што оваа професија ќе добие и своја заштита, е осовременување на инспекцијските служби од туризмот. Тоа го каже и колегата Славе, но посебно во областа на инспектирањето на туристичките водичи. Значи, за сега имаме локални туристички инспекции со нецелосни ингеренции и овластувања. Настојуваме да добиеме една републичка туристичка инспекција со комплетни ингеренции и овластувања и каде што ќе може да постапи во секој момент. И она што го реков, дефинирање на професијата како општествена полезна дејност, прераснување на легитимацијата во лиценца. Легитимацијата е пропишана пред веќе скоро 10 години. Има и еден спорен момент заради кој што мора да се менува, содржи матичен број кој што по законот не смее да го содржи.
Значи во еден момент пробуваме да решиме два моменти од оваа дејност. За сега толку би рекол, ако има нешто интерес покасно. Во Законот за угостителска дејност преку Сдруженијето за угостителство и туризам предлагаме, односно иницираме до владата како одредени измени. Она што сериозно го нарушува пазарот од аспект на нелојална конкуренција и сива економија се дефинитивно категоризацијата на угостителските објекти на ноќевање. Сакаме да укажеме дека во моментов на законски постои само категоризација на хотели, мотели и пансиони, но не и на останатите категории дефинирани како угостителски објекти за ноќевање, а тука пред се акцентот го ставаме на апартманите. Бидејќи се помасовно може да се види на интернет порталите за продажба на угостителски објекти на ноќевање дека како угостителски објекти се нудат апартмани кои во овој момент не подлежат на категоризација и согласно тоа стануваат апсолутно нелојална конкуренција на оние угостителски објекти кои што согласно категоризацијата на хотели, мотели и пансиони има сериозни обврски кои што треба да ги исполни пред воопшто да стартува со работа. Кога мислиме на категоризацијата на сите угостителски објекти, иницираме и измена на моделот на категоризација, бидејќи постојниот модел кој што е под надлежност на кабинетот на премиерот на владата на Република Македонија, сметаме дека треба да се врати повторно во Министерството за економија, во рамки на која и се третира секторот туризам и угостителство, и 13-члената комисија која што е доста обемна и произведува трошоци за правните субјекти треба да биде вратена на не повеќе од 4 до 5 члена комисија која што ќе го врши моделот на категоризирање. Сериозен проблем од аспект на нелојалната конкуренција прави и категоризацијата на угостителските објекти за исхрана. Во овој сегмент би сакале да посочиме дека во моментов постои единствено категоризација на ресторани, на национални ресторани, и согласно оваа категоризација само 88 субјекти се категоризирани како ресторани во државата, но ако само погледнете на било кој интернет портал кој што нуди услуги, ресторански услуги, постојат портали каде што има евидентирани повеќе од 1700 ресторани кои што се нудат на пазарот за разни видови на услуги од исхрана, а во основната категоризација постојат само 88 ресторани кои што работат согласно категоризација, што значи исполнување на одредени правила, стандарди, почитување на одредени услови. Не помалку битно во овој сегмент од сегментот на угостителство е контролата на работата на правните субјекти кои работат преку Booking, Airbnb системите и другите видови онлайн продажни системи. Би сакале овде да посочиме дека Сдруженијето не се залага за укинување на овој вид на работа, напротив, станува збор за трендови во светот, но ние единствено посочуваме дека голем број од правните субјекти што работат преку Airbnb системот, Booking и другите видови онлайн продажни портали не се евидентирани во системот на евиденција на туристи, евиденција на плаќање на давачки. На пазарот постојат многу физички лица кои на локално ниво имаат регистрирани угостителски објекти за ноќевање, контролата над нив речиси да не постои, и од тој аспект сметаме дека овдека треба да има едно сериозно законско заокружување како да се контролира овој модел од аспект на прибирање повеќе средства во државната каса, од аспект на евиденција на поголем број туристи. Едноставно сметаме дека доколку би бил ставен ред во овој систем и перцепцијата за тоа колку туризмот и угостителството учествува во вкупната економија би бил далеку поголем и од аспект на број на вработени и од аспект на приходи.